Денес одбележуваме и славиме историски датум. Не само за Македонија, не само за Европа, туку и за целиот свет. Го славиме денешниот ден кога пред 67 години генералите на нацистичка Германија пред сојузничките сили подпишаа безусловна капитулација. Од тој 9 мај 45 година па наваму се удрија темелите на новата современа Европа, Европа која го искорени расизмот, геноцидот, концентрационите логори, омразата, поделбите, војните и разурнувањата и го замени со единството на различностите, на диалогот, на толеранцијата и соработката. Бескрајно сме им благодарни на борците од Народно-ослободителната војна на Македонија што имаат чувство и би рекол генетска интуиција да се определат кон антифашистичката коалиција и за новиот светски поредок кој што води кон прогрес. Горди сме што нашите предци започнаа од Прилеп и Куманово и го расширија слободарскиот дух ни цела Македонија. Го разгореа оганот кој што тлееше со векови кај македонскиот народ, а тоа е да ние македонците конечно ја доживееме слободата и имаме собствена држава. Баталјонот Мирче Ацев беше зародишот кој што за не цели 4 години се претвори во цела една армија. Ние граѓаните на Република Македонија, македонци, албанци, турци, роми, власи, македонци муслимани, срби и други, со собствени сили успеавме да ги истераме германските и бугарските и италијанските окупатори и да се справиме со домашните предавници. Во исто време, собравме сили да испратиме над 25.000 војници на Сремскиот фронт, каде што се одвиваа завршните операции за ослободување на Југославија од фашизмот. Овие наши борци кои беа во составот на 15-тиот корпус, водени од Алексо Демниевски Бауман, беа дел од армијата која го направи пробивот на Сремскиот фронт. Но оттаму не се вратија назад околу 2000 млади македонски момчиња, останаа за секогаш во рамниот Срем. Јас сум убеден дека ние во Македонија немаме проблем да го искажеме нашиот јасен став против фашизмот. Но сведоци сме дека последниве години расте отпорот да признаеме дека целиот товар на антифашистичката борба и заслуга за победа ја понесоа токму Комунистичката партија и борците на Народно-ослободителната борба. Тоа е историски коректно и морално да го признаеме сите. Деновиве слушнавме и најнови бисери од некои вечни студенти, а членови на владеачката гарнитура, дури и обиди за минимизирање на улогата на командантот на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, генералот Михајло Апостолски, и неговото поистоветување со некои чудни личности, ако не и душмани на македонскиот народ. Наместо нив, седоци сме секојдневно, ни се наметнуваат и величат некои контраверзни ликови, со чудни, дури би рекол и погрешни и штетни идеологии. Ние не сме од тие. Ние точно знаеме кој е кој и колкав придонес дал за нашата земја во борбата против најголемото човечко зло, а тоа е фашизмот. Овде во Карпош имаме 3 свети места. Манастирот Свети Пантелеймон, споменикот на првиот скопски партизански одред и местото на погибијата на секретарот на Покраинскиот комитет Кузма Јосиповски Питу. Ми пратија допис од власта да сме им определиле место во Карпош каде да му направат споменик на Кузма Јосиповски Питу. Еве им го нашиот одговор. На Кузман му е местото на плоштад. Кај великаните, кај великите и кај големите, меѓу најголемите, а за Карпош им порачувам да не се секираат. Ние ќе му направиме споменик на Кузман, тој веќе се работи и ќе биде поставен на 25 февруари 2013 година, дента кога е погинат Кузма Јосиповски Питу, овде во Карпош во Козле.